Поштовани гледачи, добра вечер. Петок е, 21 часот е, време е за подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. 34-та недела, 34-ти петок, се дружиме. Вечера е многу интересна тема ќе разговараме. Морам да кажам, не е во мојата експертиза, во полето на мојата експертиза, ама е многу значајна и одлучив меѓу првите да ја актуализираме, а не кога ќе се запали огидно, што би се рекло. Темата македонски шуми, нашето национално богатство, пожарите, што ни ги опожарува шумите и како да се заштитиме. Затоа, за таа тема, најсоодветен гостин ми е Кире Михаилов, заменик генерален директор на Македонски шуми. Кире, добра вечер и добро ми дојде. Добро вечер, да пружам една рака. Така, да, извини. Ти благодарам тебе и на целиот тим. Да. Што ќе овозможите ова петочна ноќ, би рекол, да се дружиме со вас и со гледачите и да отвориме одредени теми околу пожарите и околу останати работи, кои што секако ќе бидат интересни за пошироката јавност. Да. Ги спомена пожарите. Да. И спомена еден момент дека тоа е она кое што во неповрат апокалиптично ни ги уништува зелените убавини на Македонија. Јас ќе споменам уште еден факт, а тоа е дека тие пожари, покрај тоа што уништуваат едно природно, би рекол вековно богатство, прават и уште една секундарна проблематика со која што сите секојдневно се соочуваме, а тоа е го загадуваат амбиенталниот воздух. Се почесто сме сведоци дека поголема група луѓе, организации, без малку секој, е веќе задирнат од тоа што се помалку го има чистиот воздух. Токму и пожарите се еден од сегментите кој што допринесува да тој воздух не само во градот Скопје, туку и во останатите градови и населени места, би рекол и во целата Република Македонија, е една од причините за тоа што ни се случува. Да. Инаку, еве, подкажавте дека ајде да продискутираме на темава пред да буквално нели бидат актуелни пожари. И дај Боже да не бидат И година. така. Дај Боже. Јас, како заменик генерален директор во јавното предпријатие Македонски шуми, во изминативе 2 години, како таков именуван, би рекол, функционер, се трудев честопати, би рекол, секогаш кога ќе можам, да бидам присутен на терен. Добро. Онаму каде што се бориме на првата линија. Зошто го правев тоа? Каде настанува проблемот, каде го решават. Така, од почетокот, од неговото настанување, па до неговото конечно решавање. Зошто го одбрав тој пат? Јас сум можел, како и досегашните заменици кои што биле, јас претпоставам дека добар дел од јавноста не ги ни знае, ниту слушнал дека имало такви заменици, меѓутоа еве се појави еден таков кој што не ја прави функцијата, туку функцијата, знаете како вика, функцијата го прави човекот, не е така. Човекот ја прави функцијата, да бидам поблиску до сите оние кои што се таму, се со цел да го детектирам сето она кое што ќе се појави таму, и во позитивна, и во негативна смисла. Јас сум еден од оние кои што честопати се вклучувам во живо. Значи во живо, за да граѓаните од прва рака го видат она со кое што ние се соочуваме на терен. Затоа што доколку ние снимаме одредени видеа и тие материјали после тоа се обработуваат, секој може да каже дека ние нели правиме. Знаете како беше она на заев, сечена, лепена, монтирана приказна? Не. Нашава приказна е изворна. Да. И тука луѓето гледаат се од до, без никакви скриени работи. Токму затоа, пожарите во изминативе 2 години некако ги актуализиравме и би рекол дека огромен дел од граѓаните се во тек и гледаат. Не дека порано ги немало. Ги имало, меѓутоа, може би свесно или не, оние кои што ја раководеле државата ги криеле. Сега, знаете јас како настапувам? Кога нешто ќе се случи некаде во државата, не е честно граѓаните да не знаат. Мора да им кажеме, макар... Затоа постои таа транспарентност во работа. Тоа го јас цело време зборам, значи транспарентноста мора да ја има. Јас не велам дека јас или ти, Сотир, или кој да ја сме безгрешни, меѓутоа многу полесно ќе го осознаеме она кое што сме го погрешно направиле, кога ќе не коригираат оние кои што не гледаат. Еве гледаат, вика Кире,
Вамо сметам дека сгрешивте. Јас прифаќам комуникација, инаку јас сум еден од оние, повторно ќе кажам, кој што честопати ги има во етер и сакам да дебатирам со секој еден кој што честно сака дебата. Не навлегувам во дебати кои што значат омаловажување, навредување. Пред се, во последен период сум таргет на одредени политички партии. Па тоа е веќе нормално веќе. Значи ботови. Јас гледате многу е нечесно кога ќе видам една иста фигура непозната да на сите портали или на сите мои објави копи-пейст постира еден ист коментар, што значи тоа тргнува од одреден центар со одредена насока да нешто минимизира или направи. Така да сметам дека граѓаните се доволно само ќе те ојачето. Свесни и го гледаат ова кое што го работиме, не само јас, предпоставам и другите. Меѓутоа сега збориме за темата пожари. Кога ја споминуваме темата пожари, јас можам да кажам дека во текот на изминатата 25-та година бев заменик началник на штабот на Македонија за справување со природни катастрофи. Него го раководеше генералот или директор сега на ДЗС, господинот Стојан Ченгелов. Јас бев негов заменик. Да. И искрено сметам дека направивме многу во овој дел. Прво, во однос на минимизирање на штетите кои што настана од самите пожари, а секако и уште поважно, ова што го кажав, кон просветлување на јавноста за тоа со кое што се соочуваме како држава. Да. Инаку, изминативе 2 години сотир, конкретно 2024 и 2025, беа години на тестирање. Тоа беше тест за државата. 24-та во јули месец бев назначен заедно со генералниот директор. И некако волшебно од нашето назначување 10 дена после тоа букнаа пожарите. Деневно го памтам тој. Деневно имавме по повеќе од 50. И дадов мој сутија за тоа. Деневно имавме по повеќе од 50 на пожари на различни локации во Македонија. Ајде еден ден, 2 дена. Месец јули го завршивме со близу 1000, зборам пожари неотворено сега, не зборам за шумски пожари. Да. Меѓутоа зборам пожари кои што се случиле урбани, во населени места, депонии, земјоделски површини, пасишта, дел од нив стана и шумски. Меѓутоа зборам пожари и сега се боревме. Месец август, бетер. 2000 пожари за 2 месеци. Ова беше страшно. Значи човек на кај да се сврти чадеше Македонија, гореше. Како да ви кажам? Тоа се сликите што пред 10 години прв пат ги видовме во Грција, пред тоа во Хрватска, таа една сува година, и ја посакав никој пат кај не да не се случи, еве таа година не се случи тоа. Ама еве, се справивте некако. Па се справивме и тоа, знаете што, нели оние кои што честно гледаат на работите, повторно ќе кажам, оние кои што се искрени, треба да бидат искрени и да кажат дека да, ова е максимумот кој што можевме да го направиме. Ние како предпријатие кои што бевме најповикани за справување со тие шумски пожари, начекавме едно предпријатие во кое што немаше плати. Па првата интервенција на влада, ја мислам кај вас беше. Така. Немаше плати. Колку се сеќавам. Така е, значи ни дадоа 240 милиони за да за долго да не збориме. Нешто немаше плати. Немаа луѓето осигурување. И сега замислете наш вработен кој што треба да оди на првата линија да се бори со пожарот, нема здравствено осигурување. И сега ако не дај Боже се случи нешто, знаете што може да биде? Не дај Боже, што велиш. Не е далеко. Кој бил одговорен? Кире, Здравко, ги пратиле луѓето таму без соодветно осигурување, а тоа го затекнавме. А ако ги пратиме, треба да внимаваме да не се случи нешто. Ако не ги пратиме, пак сме виновни. Значи ние бевме во една ситуација како што знаат, нели, да кажат старите помеѓу чеканото и наковалната, ни натаму ни нааму. И токму од тие причини јас бев постојано на терен. Не е целта само да влеземе гради во гради со некој огин и секој пат кога ќе влезеш да го гаснеш огинот, мораш да погледнеш назад, да видиш дали има излез од оваа приказна. Ти може да се случи наеднаш огнот да биде насекаде околу тебе и да се случи некоја, за жал, последица која што во минатото сме имале примери болни. Ај тога ти кажам нешто. Ќе барам одговор од тебе, како средношколец во прва година се даве во Брана Градче, успеавме, се спасивме, 3 другари и 2 девојки, и од тогаш страв од вода и не знам колку е
колку е опасна водата, као природна појава, поплава и така натаму. Иако кај нас удавењето беше во езерото Вештачко. Година-две порано во Кавадарци, јас сум полена кавадарчанец, во памучната, така викат памукот, кај што се бубањата они го велат во тоа, јас како дете од 6-7 оделение, играјќи со чкорчиња, предизвикав пожар. А екипата на Вујко ми работеја преку летото за работа да одат на јадрен одмор. Ја ги видов сите стравови на пожарот у секунда. Се прошири, луда среќа, 9 другари беа со води, го изгаснавме. И сега, ако тука додаде ми стравот од земјотрес, како студент, на 14 испрат во Гоце Делчев беше, кој беше онаги земјотресот од Црна Гора, ја би те прашал нешто. До ден денес не знам што е поопасно. Водената стихија, пожарот или земјотресот. Ајде да земјотресот малку да го тргнеме на страна. Поне секој дневна работа е. Ама кога ќе надојде вода во вид на поплава и кога ќе бухне голем пожар, ја мислам, многу страшна работа е. Дали си размислувал што е пострашно? Еве, малку да раскршиме. Кога збориш за нешто вакво, еве, јас веднаш размислувам на тема. Да. Тоа. Пред некој месец или два беа големи поплави во Струмичко. Да. Знаете дека во близина на Кустурино однесо една поголема бројка на овци и јагниња. Цело едно стадо на еден наш сограѓанин го однесоа, значи буквално тие надојдени води. Збориш дали е поопасна водата или огнот. А и стајковци. Ако се најдеш во средината, опасно е и тоа, и тоа. Ја немам одговор кој е поопасно. Нема излез ниту од тоа, ниту од тоа. Вака сега. Еве и да се најдеш во средина на некој оган, не мора да значи дека тој оган треба да биде високо. Биде висок, значи да биде во некоја шума и да гори тревата. Додека излезе човек од огинот, самото вдишување е опасно. Значи, доколку вие вдишете воздух кој што е превжежок, тогаш може да се случи да се повреди хранопроводот и, да речеме, белите дробови. Тоа е единственото нешто кое што би рекол нема здравствен зафат со кој што би можело да се санира и тогаш оставаме на Бога. Во водата, доколку ве земат оние бранови кои што ги земале оние јагниња и овци, тогаш нема назад. Тука не знаеш кога главата ќе ти биде под вода или над вода. Така да, јас честопати кога сум на одредени гостувања на телевизии, нели ги споменувам, тоа се природните катастрофи. И секој пат велам, со природата играчка нема. Тоа ми беше поентата. Токму затоа, јас кога апелирам, велам, не е битно дали пожарот ќе настане намерно или ненамерно. Тој настанал. Џабе е после тоа. Еве сега ќе се вратам малку подалеку. 2012 година во Струмица, една госпоѓа на периферијата од градот, кон градската шума, сакала да изгори некои стари алишта. Неколку. И запалила. Од тука почна еден пожар кој што се разви во огромен пожар. Пожар кој што зафати една прекрасна борова шума, која што беше белите дробови на Струмица. Да, најубавата шума. Тоа беше еден бор, вариетет, кој што го има само на 2 места во светот. Ево него. Донесен е некако кај нас, тој е староседелец тука и пред луѓето. Донесен е некако пред нас, дали го донеле птиците, дали го донело нешто друго. Тој опстанал тука и огромен дел од тој бор се опожари и еве го до ден денеска ние се уште ги гледаме тие страотни слики. Таму се уште ја нема природата направено таа фигура која што ја имаше, за разлика од една мала површина каде што тој бор остана. Се работи за еден бор кој што е невидено убав, вака, значи не е класичен кој што расте право со гранки, него нешто кое што не можам да го објаснам. Боровата шума брзо гори, мајка. Што е она која што би сакал најважно да го кажам за приказнава? Во тој пожар, за жал, загинаа 4 луѓе. 3 наши вработени од јавното предпријатие Македонски шуми и едно младо момче од Струмица кое што дошло како волонтер да гаси, младо момче кое што имаше детенце, мислам дека беше што туку родено, загинаа. 2 браќа од селото Рич, кои што беа наши вработени, 2 браќа оставија
ги оставија своите сопруги и мали деца сами. И за волја на вистината тамо загина еден мој комшија, пријател од моето родно место од Велјуса. Еве вчера неговата керка случајно ја сретнав, ја немам видено, девојчето тогаш бил 13, сега е 23 години. Како е, викам, без татко ти? Не можам да го објаснам тоа, беше прекрасен човек, го изгубивме случајно. Меѓутоа се случи тоа кој што се случи од едно мало шкорче. Што ми е поентата на приказната? Сега ние во овие 2 години, јас постојано апелирам дека никој не треба да се игра со оган, ниту со вода, како што кажа. Да. Меѓутоа оганот, оној кој што пред се видовме во периодов кој што одмина дека е продуцент на човекот. Ретко се случува гром некаде да... Кога прв пат се чува, како ми рече ти мери? 99% е човечки фактор, а тој 1% е технички голи жици, вакви онакви, во позадината пак е човек. Пак е човекот. Значи неодговорно однесување. Ајде да видиме со новата култура, општествена одговорност. И сега, зошто го споменувам тој случај во 2012 година? Затоа што од една мала човечка негрижа се случи нешто кое што остави трајни последици кај семејствата на неколку луѓе и кај цел еден град и околина. Доколку не беа жртвите, никој можеби немаше да дискутира на тоа, дека поради една немарност се случи тоа што се случи. Минатата недела во Радовиш, на планината Плачковица, се случи повторно, се појави еден пожар. За волја на вистината сега, пошто луѓето честопати не гледаат, јас сум премногу визибилен, веднаш реагираат. Не само кај мене. Сега и тој системот ви работи многу подобро на првично предупредување. Така, 102. Ќе кажам нешто и ќе кажам нешто. Те молам да го објасниш. Така. Значи веднаш луѓето реагираат на 112 или 193 или на кои да се јават и кај нас, ние веднаш реагираме. Брзата реакција на ТПП Радовиш, кои што се прекрасни дечки во овој дел, и нашите вработени од Радовиш, се качија горе, за кратко време го санираа тоа. Се испостави дека еден повозрасен господин во години, некаде над 60-тина, сакал да направи скара на негова викендичка. Значи не е била намерата да направи пожар, меѓутоа запалил, а гледа дека дува ветер од некои 780 км на час. Запалил. И сега тоа, како што кажа ти, ја подценуваме природата. Не можеш да го објасниш фактот како тоа се шири. Доколку се случеше некоја таква катастрофа, тогаш сите ќе обвинувавме некој, системот, институциите, Кире, Трајко, Тама Петко. системот луѓе го прават. Да. Сега ние го саниравме тоа и јас, како еден од најповиканите, објавив, викам, граѓаните треба да знаат дека го детектиравме причинителот, тоа е оној кој што го подметнал пожарот. Се јавија луѓе кои што, како јас би ги нарекол, душегрижници. Аман, возрасен господин, не му била намерата таа, сакал скара да направи, па и на таа господја не е била намерата. Доктори за разводнување на сакав да кажам. Ние сега кога настапуваме, јас кога велам вака, пожар настанува од човечки фактор. Никој не треба во природата да пали оган на отворено. Никој не треба да се осеќа многу јак дека ќе го стави под контрола ако се прошири. Еве јас гарантирам кој да запали сега кога ќе се дигнат температурите, сам човек во природа нема шанса да го стави под контрола. Да. И кога ќе помисли дека го решил, ќе тргне да си оди за саат два, ако се сврти, пак ќе букне. Значи, луѓе, ова е нешто неверојатно. Ова кое што го видов јас на терен, не само во овие 2 години, затоа што јас во оваа фирма сум малку поодамна. Да. Пред да седнеме па може не случајно си дошол на место на кој си дошол. Ти кажав, овде сум 15 години во ова предпријатие, значи видов се и се што. Постојат работи кои што се необјасниви и кога ќе ги кажеме вака во етер, на луѓето им изгледаат како филм. Честопати, нели не обвинувате? Што збориш приказни? Јас кажав една убава приказна би ја рекол, меѓутоа не е приказна. На пожарот во Готен, еден од поголемите пожари минатата година, каде што јас бев еден од инцидент командирите, пожар кој што навлезе на територијата на 3 општини. Василево, Берово, Радовиш. Пожар со кој што се боревме 10 или 11 дена. Пуштав честопати, пуштав видеа дека сабајле во 4:30 со екипите сме тука, тргнуваме, еве да знаат граѓаните дека ние нашата работа си ја вршиме. Денеска со нас се ТПП е овие, доброволно тоа, толку наши луѓе сабајле со еден добар брифинг за сите да знаат дека ние доаѓавме во еден момент да на теренот на 3 општини имаме вкупно преку 250 луѓе. Една господја, се уште не сум ја именувал,
ми е следач на мојата фан страна, која што е сериозно актуелна низ јавноста. Често пати ми коментираше, меѓутоа тогаш ми беше некако толку скиснато преку глава, затоа што неколку дена веќе се боревме. И додека одеше едно видео во живо, јас се повлеков малку да земам здив и почнав да снимам, за да луѓето видат до кај сме, што сме. Пожарот се наближуваше некај одредени села, да им покажеме на граѓаните доле во Злеево дека можно е за 2-3 дена пожарот да стигне на границата од селото. И јас тука апелирав да си ги исчистат дворовите и да ја исчистат онаа тревна вегетација, да ако дојде пожарот тамо, ние да се бориме со ова кое што доаѓа, а не со она кое што они го оставиле несредено. Таа госпоѓа мене ми со големи букви ми коментира циркузант. Ме погоди искрено. Да, не и давај многу значи. Сега ќе ти кажам што се случи во текот на истиот ден тој попладнета. Тоа попладне веднаш ни се јавија дека имаме пожар во градот Струмица, капелата, гробиштата, кој што пожар поради силниот ветер и невреме се заканува да однесе еден дел од градот на кај Суфилари. Ние проценивме дека и покрај тоа што бевме веќе на активен пожар, ресурсите ни се малте на тие. Ние не сме, видете, не само ние. Една Америка покажа дека Холивуд отиде цел. Значи Америка, што да ви кажам повеќе сега. Пожарот е страшна работа. И јас велам дека ако навреме пожарот го чепнеш на почетокот, може да се изгасне со една чаша. Доколку излезе од контрола, потоа треба стотици, може би илјади. Брзина во действување, организираност и малку среќа. И сега да се вратам на темата. Добивме известување и утврдивме дека поголемиот дел од овие екипи треба да ги дислоцираме доле за да го заштитиме градот, населението, имотите на луѓето и така натаму. И тргнавме надоле, а бевме со новите специјализирани возила. Јас ги велам новите, иако се стари кои што беа нели земени од оние гаражи, депоа кај што беа Ќе те прашував, ти сам спонтано го наведуваш. Кои што беа фрлени, да. Со тие возила наполнивме само вода, пошто имавме доле хидранти од кои што полневме, имаа гориво и летнавме натаму. На влезот во Струмица, полиција, тука не упатуваа каде што и дојдовме на мост пред Софилари. Тука имаше собрано група на луѓе кои што не ги пушташе полицијата натаму затоа што има добри протоколи кои што треба да се почитуваат за време на одреден пожар. Не може секој да дојде да гаси. Затоа треба да биде човек кој што е обучен, соодветно облечен и така натаму. И сега ние со нашата екипа бевме со Пинц Гаврите. Еден помина, вие вика право, јас лево, а јас така честопати кога ги гледам луѓето кои што ми коментираат, влегувам кај него во профил да видам кој е. Ова е Сотир. И од нигде некаде таа госпоѓа излезе пред мене. Кире, те молам, таму имаме, вика, имот. Добар Ако може, знаете како, јас не знаев што да ја кажам. Само и кажав, не се грижи, за тоа сме дојдени. Отидов. Правилно си постапил, ти кажа. Направивме се што е во наша моќ. Ја завршив приказната. Па видите, кажам, многу поучно за карактерот на И го напишав ова. Тие што сме само посматрачи, под наводници ќе кажам воајери, кои знаеме да критикуваме, тие што работат. Го напишав ова. Знаете што беа? Го напишав ова, излезе една неверојатна вистинска приказна, која што се прелеа по сите портали и прочитав илјадници коментари во кои што пишуваше кажи ни која е. Не. Толку завршена е таа. Ја ти советувам завршена. Не, јас тогаш ја завршив таа приказна. Реков, знаеме само јас и она. Така. Меѓутоа, еве јавноста нека знае дека се додека некому не му дојде проблемот на негова глава. Тоа е кога велам има некоја енергија, кога ме велат, ти си сериозен човек како веруваш у Бога. Луѓе, Бог е меѓу нас, во нас, околу нас. Тоа е една космичка енергија. Не можам да си објаснам некои работи што ми се случуваат дома, во квартот, порано на работното место. Ја така го поимам Бога. Нешто повисоко од нас. Ти кажаме една друга случка. Ајде, повели, затоа вечерва поучно разговараме. Повторно со пожарите. Ајде. Пожарот над Николич. Това беше исто голем пожар оваа година. Да. Пред пожарот на Готен. Исто таму бев, таму бевме 12 на 13 дена. Ајде да не навлегувам да одземам ептен време. Сублимирај. Да, пожарот помина со светлосна брзина околу селото Николич и нагоре отиде. Зошто велам со светлосна брзина? Затоа што дуваше еден неверојатно силен ветер, а ридовите околу Николич беа со прнар. Тоа е еден вид
растение, тоа е грмушка, не е дрво, меѓутоа гори како барут. Како гори тоа? Мислам дека по 2-30 метри во не знам за колку време гореа. Значи пожарот помина како сусерк. Би рекол помина, сега да не кажам како ракета. После пожарот, ние веќе кога веќе дента превршувавме, јас бев со граничната полиција, едно момче со 4 цикл вика директорот, дај дојдеме да видиме тамо што остана, вика, од манастирот. Во сред, што збориш? Отиде, вика, манастирот, црква има една, вика, тамо Света Петка. Хајде да ја видиме, што да видам. Одиме со 4 циклот. Како се наближувам, гледам црни ридови, а внатре една зелена оаза. Неверојатно. Погледнав, ги гледам керамидите, пожарот не стигнал. Буквално ја извртел црквата и викам ќе направам едно видео. Видиш? Го пушти во живо. Видео. Во кое што, еве луѓе, пожарот помина, погледнете. Значи, пожарот дошел буквално до самиот раб, каде што имаше дрвени клупи и маси, дрвени, не железни. Пожарот застанал како линија вака пред клупите. А тоа е спојот меѓу енергијата и духовноста која тешко можеме да го објасниме. Ама еве, чат пат сме и сведоци И на сега, тоа. еве да се, јас се сведоци. наврзав на твоето. Да. Како не постои Бог? Така. Тоа е Божја Добро. помисла. Ај вака сега. Ке почнеме од бројот на пожарите. Кратка приказна, мене животот ми помина со приказни, ја откако се бавам од 2015 со брендологија, брендинг, па тоа е се приказна, се е во животот приказна. Добивам ја една задача, едно предавање во Свети Николе да правам пред моите пријатели од безбедноста и ПОС Меѓународна организација за безбедност на полицајци. Гоце Делчев ја води нашиот. Убаво име. Да. И ми вика за насилието, окей, тоа блиска ми е тема. Втора тема ми дава пожар, тоа не е моја експертиза. Му вика, море Гоце, не, чао, пријатно. И ја на генералот му се јавам. Ја Стојанче вака и вака, вика, сотка у некој гужви сум, иначе знаеш, вика, ја и ти си го имаме, ама вика, ја, вика, ќе те дивертирам кај еден човек, Кире Михаилов, го знаеш, викам, сум го чула, ама не го знам. Еве ти го бројот, вика, ќе ти заврши работа. Ти се јавам ја на тебе, ти од прва креваш, ти кажувам што е работава, викаш, ќе направам нешто. Мада е, вика, комплицирано. И ја од тебе го добивам овој преглед за 2002, 2003, 2004, 2005 година за број на пожари, за Површина. опожарена површина во хектари, опожарена дрвена маса во кубни метри, трошоци на гаснење и причинета штета. Ја кога ги видам бројките, мислам, тупата кочански, да кажам, ќе паднев. Огромни бројки. Не си, ја убаво го пресликав тоа, го исчукав, го умножив 40-50 примерока и кога дојде втората тема да ја предавам, викам, дечки, еве го ова, а викам, позади пишува институција Македонски шуми, извор Кире Михаилов, директор. Следниот пат, викам, ќе се потрудам да ви го донесам, тој ќе ви објасни, а до тога ќе ви го да го имате како податоци. Ја би те замолил сега да од твој аспект коментираш движењето на бројот на пожари од некоја 2002 година од 104, 2005 178, а пикот бил во 2024 250, го објаснивме. Имавме многу паликуки, имавме многу подметнати, се виде тоа, се откри, се уловија и така натаму нив, ево можеме и да ги тргнеме настрана. Кажи ми сега, според тоа што сме ние балканска држава, според тоа што ние сме багемити рурална држава, дали е тоа примерено на големината, дали е тоа многу, дали е тоа малку и може компаративно со некои соседи или некои подалечни соседи. Ути знаеме, Грција е на врвот, Хрватска од време на време и она е опасна со пожари, да не ги бројам и другите. Ме сваќаш, неле? Дали ова бројка на пожари е окей и гледам се повеќе и повеќе поорганизирано и понавреме се справувате со нив, а после би одели по другите ставки. Свесно не ти ја дадов и 21 година. Добро, До добро. 2020. Што се ми дал, се ми дал. Оставив простор за, за да ме викнеш некогаш и тамо да ја објаснам. 2021 година беше една од најтешките години, затоа што тогаш буквално не изгоре Малешевијата. Да, се сеќавам. 5000 хектари. Високо квалитетна шума, борова култура. Зборам за пожар кој што беше висок, кој што
во неповрат ја однесе шумата, за разлика од некои други пожари кои што честопати ги има, меѓутоа се многу приземни, Да. помали и оставаат многу помали последици. Сега. Кој година беше и мој коченик се фати периферијата? Пред 2-3 години? Да, Да, исто така. Сега. Бројките, ако се вратам назад, може би многу лошо ќе звучи, меѓутоа некако јас сум ги гледал бројките и поодамна, значи ги гледал бројките од 2000 година, па и пред тоа. Некако бројките ни растат во изборните години. Бенго, значи ова не ми патнало во очи. А обично ја приметувам некои работи. Меѓутоа, еве. Да го Не, оставиме. интересна забелешка. Видете, јас работам и Интересно. одредени податоци Добро. не ги кажувам секој пат, ги чувам за да, нели, А башка 2024 е смена на власт. сега Да додадиме. значи не може во Така. 2022 да имаме 100, а 2024 зборам за шумски пожари. 250 шумски пожари. Сега ако земеме бројка на урбани и таму имаме едно невидено зголемување од можеби 200-300%. Значи овде нешто не е во ред. Сега утврдивме дека најголем дел од пожарите се настанати поради човечки фактор. Грижење. Ова е разочарувачкото, ама е реално. И сега, зошто го кажав примерот со Стурмица? Зошто го кажав примерот со Радовиш? Затоа што луѓето веќе треба да сватат дека пожарот е пожар. Небитно кој го причинил. Тоа органите Пожарот ќе си е преземат пожар. мерки. Верувајте дека штетата од пожарите, што е оно кое што мене ме запрепастува. Јас често пати, еве одам во ЦУК, таму имам и директорот Мухамет Али и заменикот Трајче, кој што е од Штип, е мој прекрасен пријател. Често пати ги гледаме бројките и ќе ви кажам одредени фрапантни податоци. Правевме одредени анализи. Од 2013 до од 2014, тоест 13 до 2023 година, по член 227 подметнување на шумски пожар, имаме само 20 на пријави. 20. Да, За 10 години. малку. Ич. Пошто Нула. кривичната материја ми е позната. Ние во 24-та, 25-та... Според бројот на пожари, Ние 24-та имаме може би близу 100 отврдени причинители. Не навлегувам намерно, не навлегувам земјоделска површина, па се прелеал пожарот во шума. 25-та имаме 66 приведени лица поради пироманство. Судот и обвинителството сега ќе докажуваат кој, што и зошто направил. 2019 година го имавме големиот пожар во Велес, при што однесе една прекрасна шума околу Велешкото езеро. За волја на вистината, дури лани, 6 години после тоа, судот пресуди конечно затворски казни и огромни парични казни за оние кои што беа причинители на тој Ако нека пожар. биде добра поука, или имаме генерална и лична превенција. Не само тоа. Јас веќе имам информација дека уште неколку пресуди ќе завршат со мислам да не сега јавноста мисли дека имам нели увид во нешто, меѓутоа следиш. може би веќе Следиме и некои од ние. нив се Да. нели Слободно, процесуирани слободно. и излезени, меѓутоа имам инфо дека делот тие пријави кои што се веќе процесуирани од 24 и 25 ќе продуцираат високи затворски казни. Токму тоа треба да влијае на свеста на луѓето. Тоа е она на кое што сите во моментов работиме. Значи ја таргетираме свеста. Граѓаните мора да знаат дека не смеат повторно по не знам кој пат во емисијава ќе го кажеме тоа да си Слободно. играат со оган. Да. Затоа што кога ќе почне оганот Последиците не се можеме големи. да го исконтролираме и после е неважно дали некој случајно или не запалил, дали некој сакал. Јас велам вака. Имаме проблеми со тоа да земјоделците ги ставиме, би рекол, на еден прав пат. Зошто? Затоа што, еве, јас сум по вокација, ти кажав, агроном. Да. И покрај тоа што палењето на страништата после жетвата, палењето на остатокот од резидбата на овошките, палењето на остатокот од резидбата на лозјето, лозанките, и покрај тоа што не е тоа агротехничка мерка, огромен дел од земјоделците повторно ги Добро. палат.
Само ја во Кочанско порано имавме проблеми со страништа, сега е намалено. Сега е малку намалено. Добро, не би рекол, можеби. Да. Знаете што беше, знаете ти зашто си е помлад. намалено? Да, може. Ја ти зборам пред 30-40 години што беше. А ужасно беше. И сега од една страна гледаме организации и граѓани кои што блокираат улици во Скопје. Значи хаос се ствараше во Скопје затоа што нема чист воздух, а од друга страна имаме во периферијата, во околината на Скопје, луѓе кои што го прават ова, значи палат земјоделски површини, па и на Кочани, Струмичко, каде и да е. Значи треба да заземеме еден став дека ако огинот не треба да се запали, тој не треба да се запали ниту во Скопје, ниту во Струмичко, никаде, ниту во планина, ниту никаде. Затоа што многу лесно сега може од земјоделско земјиште или од пасиште да се прелее пожарот во планина, да настане шумски пожар кој што потоа во неповрат ни носи огромни површини шума и како што кажа на почетокот на емисијата во твојот увод, да ни ги однесе белите дробови кои што продуцираат кислород. Ги спомна површините. Така. Ќе почнам најдалеката година што си ми ја дал. Тоа е 2022 година во хектари. Тоа е најмалата бројка, потоа нешто се зголема, ама е вака ќе те прашам. А важи за сите години. 1956 хектари опожарени. Ја сум лаик у оваа област. Кажи ми ти мене, те молам, извини што сум вака директен, за колку години ние ова ќе го... Било што било, се потрошиле пари, пожарите се стопирани, штета е направена и тоа е завршено. Како сега ние ќе обновиме? Ајдете. Те молам, кажи ми, колку можеме да обновиме и за кој период? Ајде да те разведрам малку. Да те разведрам малку, би рекол. Хајде. Ние оваа површина ја сметаме врз основа на одредени правилници, пресметки кои што несомнено. Така. Се точни, меѓутоа морам да ти кажам дека ние кога еден пожар ќе зафати, ќе го споменам пожарот на Готен, кој што би рекол однесе повторно 1000 хектари. Сега кога ќе тргне пожарот нагоре, тој стигна до Берово, стигна до Радовиш, стигна до сите села. Меѓутоа, тој пожар некаде беше видливо голем, висок, некаде лазеше по земјата. Одредени површини не ги ни зафати. Си шета. Така си шета. И кога сме го завршиле конечно, сега ние влегуваме, правиме анализа, меѓутоа ние ја земаме целата таа површина дека е зафатена. Што значи? Тоа не значи дека целата оваа површина е тотално уништена. Добро. Меѓутоа е површина која што дупки. Така, која што е зафатена. Сега. Некаде каде што поминал пожарот, сега ако отидеме, пожарот поминал лани, ние сега ќе отидеме јас и ти, гледаме дека дрвата не се изгорени, стојат, меѓутоа тоа не значи дека тој пожар нема да се одрази на нивната здравствена состојба. Ќе покаже можеби за година 2, 3, 5, ќе покаже некои аномалии кај нив, затоа што болестите. Различен дрвен вид различно го прифаќа, се бори со пожарот. Во дабовите култури, според мене, оному кај што ќе помине пожар, дабот е најотпорен, неговата кора е најдебела и тој има најмалку проблеми. Дури напротив, оној даб кој што ќе се осети веќе загрозен, ослабнат од евентуално пожар кој што поминал, па и повисоко кај него, тој ствара одбрамбен механизам и почнува да плодоноси повеќе, дури и дупло. Плодоноси за да створи нови изданци кои што ќе ги самообноват површините каде што пожарот... Ајде се обидам да кажам, дали тоа значи годовите на дабовите се подсврсти поотпорни на пожар? Да. Знам што е годови и малку тука да коментирам. Кај буката, да кажеме, кај буката, таа е доста помека. Иако нивните стебла се најдат во некаков пламен кој што би направил температура од околу 50 па и повеќе степени, таа веќе ќе покаже одредена болест, меѓутоа првично кога ќе ја видиме нема да го покаже тоа, и сега затоа што јас сум теренец, уживам да одам на површини кои што били претходно опожарени. Пред неколку месеци бев на еден оддел кој што бил опожарен пред 17 години. И гледам дека не е сечен, значи сме го оставиле. Сега се работи, прореда е, се работи за Буков оддел. Прореда е, што значи? Тоа значи дека одредени
дрва кои што се криви, кои што сметат на оние правите, ние ги вадиме, фактички тоа е она кое што ние го работиме. Ние не ја бричиме шумата, да ја ставиме пустош зад нас, туку работиме врз основа на одредени правила, процедури и така натаму. И сега, како го ја сечеме буката, јас гледам дека некаде метар и пол таа е оштетена, значи веќе почнала да се мачи, да се оштетува, меѓутоа се уште лисјата стојат, продуцира кислород, она кое што е важно за граѓаните. Да. И оние метар и пол 2 се оштетени, тие не можат да се искористат како би рекол производ за секундарна употреба, да се произведе од неа некој материјал од дрво, дали тоа би биле врати, дали тоа би биле даски, талпи, што и да е, тој ќе оди за огрев, додека другото нагоре станува исто. Меѓутоа, еве, пак ќе ви кажам, не знам каков бил пожарот тогаш, меѓутоа, еве таа површина не се исекла. Не сме ја исекле, останала да екзистира, да вегетира, останала да продуцира и кислород. Значи живее. Живее. Некаде не. Борот, доколку тој целосно бидео пожарен, тука нема дискусија, ние тоа мора да го исчистиме. Тоа веќе не е ни производ. Тоа не вреди ни пари веќе, реалноста е таа. Меѓутоа, доколку и не е оштетена, поминал пожарот доле, кај нив се појавуваат подкорењаци, тоа се одредени, нели, инсекти кои што и болести кои што ги напаѓаат и лека полека ги сушат. Сето за сето ова треба години. Меѓутоа, еве ти ме праша, онаму каде што пожарот направил пекол, апокалиптичен, еве ја малешевијата. Таму ќе ни требаат децении, а може би и век. Тоа ме интересираш. А може би и век, за да се врати истата слика. Дабовите површини се во полна зрелост во нивната 40-тина, 45 годишна возраст, што значи за 40 години. Веќе за 2-30, видите, секоја површина која што, еве, ќе ја земам Николич, тамо имаше прнар. Тој изгоре лани. Јас бев годинава 2 пати, одам, следам како движи обновата. Тамо ние за година дена прнарот повторно ќе се, пошто е автохтон. Так. Да, тој е вид кој што си е домакин тамо. Сега ние мораме да однесеме други вариетети кои што ќе го спречат повторно некое такво ширење на, не дај Боже, таков пожар, и тоа е она кое што ние би го работеле. Меѓутоа, доколку ја оставиме природа, таа се самообновува. И ние како предпријатие мора да дадеме наш инпут овде, да помогнеме на таа природа да се самообнови. Што всушност ние правиме? Знаете, какво е правилото во природата? Повторно ќе кажам нешто кое што го кажав пред малку. Ние сме дојденци на планетава, зборам како луѓе, како појава. Животните, микроорганизмите, јас пред некој ден го гледав Даниловски, мислам дека беше на сител на тема на денот, еве го спомнува. Вика, ние како луѓе сме натрапници, сме им ја земале природата на микроорганизмите, на она кое што се створило на земјата илјадници милиони години пред нас. И сега, ако ја оставиме ние природата да обнови една површина како што е онаа на Николич, што ќе прави? Значи, прво, тој беше страшен пожар. Тој пожар уништил буквално се, дури и почвата, значи ја уништил и почвата, и оние микроорганизми, сега нели некаде, и оние микроорганизми кои што биле таму. И сега, ако ние ја оставиме природата да се само обнови, најпрвин, животинскиот и растителниот свет кој што е, да кажам, нели, растителниот свет во смисла на треви, на она кое што е најпрво излегува, ќе се појави прво. Тие треба да се вратат микроорганизмите кои што на природен пат. После тоа доаѓаат одредени пионерски видови, како што е прнарот, па после него ќе се појави некој дрвен вид кој што е претходник на некој дрвен вид кој што треба да дојде. Можеби на крајот ќе дојде бор, бука, меѓутоа за тоа кој што го зборам од појава повторна на микроорганизмите кои што се домакини, кои што биле домакини таму, до некоја прекрасна борова шума која што би ја имало, треба да поминат можеби 200 или 300 години. Сега ние што правиме како предпријатие? Со тоа што ние сме утврдиле каква е почвата, зборам по нејзиниот хемиски состав, каква е климата, знаеме каде е тоа. Врз основа на тие анализи одредуваме кој дрвен вид веднаш може да го удомиме таму, так, и правиме еден скок со тоа што ги носиме оние дрва кои што природата сама би ги донела после. Има. Така. На дрвните значи, насади. тоа е она кое што ние како предпријатие го работиме и треба да го работиме. И она за кое што сум јас поборник, за тоа што ви кажав, нели, како агроном,
А ние треба да правиме добра анализа секаде. Јас во 2014-15 година како директор во Струмица отпочнав еден проект кој што се викаше враќање или одржување на одредени дрвени автохтони видови на планините Ограждин, Беласица и така натаму. Задолжував наши вработени да собираат семења од оние дрвни видови, како што се киселачки, цреши кои што се нашле тамо, костенот кој што го има на Беласица, даб кој што е автохтон на дрвошките кори, и од тие садници да ние во расадников наш во Струмица продуцираме здрави садници и истите ги вратиме тамо. Со тоа што носевме и родни дрва, кои што родни дрва прво ќе го привлечат и животинскиот и птиците и било кој друг свет. Значи, тука правиме една симбиоза. Животот да почне. Значи, отпочнав повторно. нешто поразлично и одам во оваа насока. Значи, на ние треба да флора и направиме фауна. добра анализа за да ја флората и фауната збогатиме. За волја на вистината. Во 2017 година, кога ВМРО падна од власт, дојде СДС, еве како сега се сеќам, ми се јави еден новинар од Сител, вика, јас сум денеска страшно изнервиран. Викам, зошто? Па бев, вика, во Шумското, во Струмица, да направам едно интервју со твојот наследник и го прашав, а директоре, после она кое што ме интересираше, а да ве прашам, дали вие ќе ги продолжите оние проекти кои што вашиот претходник ги започна во однос на автохтонија? Такво нешто, вика, не постои. Историјата почнува од нешто, го знаеш, ја мислам. Не треба ја ти го објаснувам тоа. Така да, ова ме разочарува, искрено да ви кажам, да. и јас вака ќе кажам. Се она кое што било убаво, позитивно, небитно од кој е започнато. Треба да трае и да тлее. Нашата животна средина. Гледаш, и нашата боја е зелена. Имавме нешто на оние што формално сакаат да бидат еко партија, ние да бидеме вистински подкаст еко, со одговорен однос кон општествената одговорност во разни области. Тие што ќе видиме. Морам ова да ти го кажам. Тие што сакаат да бидат еко партија. Да. Во огромна мера се финансираа од криминалот во шумите. Во огромна мера. Да. Па тали ги не сакам вечера за нив да зборувам, си имаме јајти прекрасна тема. Кире, ај вака сега една интересна тема. Ризик фактор, ги има повеќе, ама еве мене ми доаѓа, малку сум се во моето минато бавил со нив од страна или на обвинителски или адвокатска, дрвокрадачите, ноќните играчи и ловокрадачите. Успевате ли со нив да се справите, ги потиснувате ли, бидејќи они се ризик фактор за пожарите? Баш кај што ни прават бели и на фауната и на флората, ама се и опасен фактор. Успевате ли со нив? Ево, имате полиција ваква, шумска, вие сте тука како организација, прогонот е тука од полицијата, дали полека се намалуваат како појава, штетна? Како ги нарече ноќни играчи, ја ги велам, ама тоа се некои мои метафори. Ева, нека се ловокрадачи и дрвокрадачи. Не ми се допадна метафората, сакав да те коригирам. Не се веќе. Па знаеш што сакат да прават? Додека ние спиеме, се одмараме и системот се одмара, они штета прават. Зато ги речев ноќни. Не се ноќни. Повели, кажи. Беа ноќни во минатото, меѓутоа во едно не многу дамнешно време станаа денски играчи. Затоа што овој бизнис кој што го тера оваа шумска мафија е еден од најпрофитабилните. Зошто? Затоа што нашите магазини се отворени. Тамо буквално они мислеле дека може секој да оди кога сака, каде сака да се почести, да набере колку му треба и да оди. Со оглед на тоа што во изминатите, повторно ќе кажам, години, знаат граѓаните кое време го таргетирам, се сменија работиве. Нашиве предходници, место да бидат креатори на политиката, биле послушници на овие кои што ги кажуваш. Кога некој ќе направи милионски профит годишен, не му е проблем да плати секого. Значи, нашле јатаци во сите институции и токму затоа ова кое што го кажа ти ноќни играчи станале денски играчи. Ова кое што го правеле и го правеа на очиглед на сите нас. Никој не беше моќен да ги сопре затоа што ефикасност на системот. Така, сега. Јас можам да кажам за ова кое што јас го работам. Повели. Јас ветив од самото моје доаѓање дека
Кој сака некај, кога ќе утврдам криминал, јас ќе го процесуирам. Така и да продолжи да си. Судот, обвинителството, дали, како и колку ќе го казни, не е моја работа. Меѓутоа, кога јас ќе го затекнам сотир, дека сече на место кое што не е утврдено со закон дека треба да сече, дека превезува дрва кои што се несоодветно жигосани, несоодветно посечени со несоодветна документација, јас тоа ќе го пријавам. Повторно ќе кажам другите институции што прават, нека прават. Тоа го сменивме во огромна мера. Значи, оние големи играчи кои што беа навистина големи, видоа дека не може да играат како до сега. Заврши тоа. Огромна бројка на возила беа земени. Огромна бројка на пријави беа поднесени. Само во нашето предпријатие, јас лично имам поднесено десетици пријави за наши вработени, инволвирани во приказната. И наши, и ваши, Сега и ќе нивни, ти кажам, и туги. јас од кое слово и Нема селекција. и како се водам. Кога ќе фатам, фаќаме некој камион со 20 на кубика и сечел некаде каде што не е дозволено. И јас вака се прашувам, од кај посече ти од тамо? Каде сме ние во приказната? Ние имаме шумочуварска служба. Ние имаме подружница која што треба да чува тамо. Каде биле они? Слепи се, неми се, свесно се тргнаа. Тргаме од тамо. Зошто вие не сте го завршили оно кое што ви следува врз основа на вашиот опис и попис на работното место? После одиме чекор понатаму, каде е шумската полиција? Каде е МВР и така натаму. Граѓаните, поради тоа што реков, ние сме доста транспарентни. Јас реков, неретко кога одам во акција, дали е тоа гасење пожар, дали е тоа лов на дрвократци, јас се вклучувам во живо. За онаа акција, не знам дали се сеќаваш, можеби не си ја видел, а Подсети ме, нема проблем. Радовиш, затекнавме едни групи горе кои што со месеци ја пустошеа Точковица. Морав да најдам начин со екипи да им се качиме горе, небитно од каде. Ние викаме инфлагранти да ги фати. И бевме со на лице место. опремени со оружје. И јас го пуштив во етер тоа видео. Јас бев торпедиран од граѓаните. Така ли се настапува, шо е ова, терористи ли се? А пред тоа граѓаните... Па терористи на природата се. Па јас реков, ама видете... Ако сакаш да знаеш. Јас го кажав тоа, да. 3 месеци, 4 месеци пред тоа, јавноста во Радовиш и околината велеше власта ја нема никаде. Предпријатието ова го нема никаде. Овие, оние ги нема никаде. И сега кога се појави некој кој што сака да ги заврши, ама зошто вака? Па како требаше? Додам карти да играме со нив. Да ги прашам што сакаат да се напијат кафе, сок, па после да разговараме зошто го прават ова. Така да, повторно ќе се вратам на моментот. Так. Не ја разбирам поентата. Имавме таква акција и во Штип. Добар дел од граѓаните ми сугерираа, ве молиме, Штип, вака се случува, така се случува. Повеќе од 30 на луѓе организиравме 2 дена акција. Се качивме горе, пешадија, се качивме од задната страна, ги фативме на лице место. Моравме да ги бркаме. Двајца од нив беа фатени, им беа врзани рацете да не бегаат. И дел од тоа видео простори низ јавноста. Тоа видео го пушти ТВ Стар, тоа е штипска еден телевизија и портал. Па јас толку гнасни коментари видов таму. До нив ли ви дојде? Ама нека не те обесхрабрува тоа. Терајте си ја вие вашата работа. Вие правите добро дело, спречувате штетни дејствија и спасувате штета на јавно добро. Така, јас не секираш. Не се секирам, меѓутоа Виже не знаете јас што сакам. Кога не ми е проблем оние лажни профили кои што не напаѓаат и кои што го прават тоа. Мене ми е проблем кога ќе видам дека некој човек кој што постои во општеството. Постои. Добар дел од нив се, да кажам, на солидни јавни функции. И тој едноставно не го поздравува фактот дека сме го направиле ова, туку до нив ли ви дојде. Не е точно дека ние големите играчи ги оставаме, малите ги фаќаме. Не е точно, еве кажав примерот со Струга. Ама тие се поврзани со големите. Сакаш ти кажам нешто? Слушај го. Една екипа, одејќи, тажејќи ги овие јадрата коруптивни во правосудството, откривме и се работиме на тоа, ама не сме специјалисти, се уште таиме, откривме дека 2018-2023 има спорадични поврзувања меѓу шумската мафија и грдежната мафија, како едни на други давале граѓа, и ако некој ќе рече дрвото се повеќе се истиснува, не е така. Се уште се користи. Работиме на тоа. Пази, 2018-2023. Продолжи. Значи, големите работи за да ги откриеш, треба да ги фатиш прво малите работи.
Малите престапници ќе ги откриеш и големите риби. Ме праша за спојка меѓу дрвократците, пожарите. Да, дали полека Ќе ти ги кажам- стегате. Ајде ќе ти обрачу, кажам- го стегате Ќе обрачното. ти кажам нешто друго. Повели. Аз сметам дека ти ќе донесеш вистински суд врз основа на ова што ќе го кажам. Не, заеднички. Пред еден месец некаде од прилика, не е точна датата сега да не барам, во една добро координирана акција меѓу нашето предпријатие, граничната полиција РЦ Север и шумска полиција, одземавме една поголема количина над Рамно, некаде под Кодрафура, Скопска Црна Гора. Одземавме. Сега прво ги затекнавме дрвата горе, додека да дојде превозот, да ги конфискуваме, не фати веќе ноќ. Паралелно со таа акција, на неколку километри од нас, во близина на Блаце, на границата, се појави пожар. Отидоа екипите ППЕ Скопје и наши, го изгаснаа. Наредниот ден, неколку километри подоре над Глажња, се појави пожар пак. Мислам човек да мисли случајно. Ке- Не. Ќе Ти ја фаќам приказката. Ќе те вратам малку поназад. фаќам Лани приказката. имавме повторна акција на таа Скопска Црна Гора, во кој што акција се одзема еден камион, две комбиња, неколку дена пред тоа повторно камион. Тие структури нејавно, меѓутоа преку одредени писмоносци, пратие порака во стилот ќе видите сега. Да, ама ни се појави пожарот над Виниче, Скопска Црна Гора. Еве, ништо не е случајно. Да. И токму затоа јас апелирам до сите институции, сега имаме малку и поопремени, би рекол, посовремена опрема, дронови и така натаму, термокамери. Малку повеќе да се посветиме на, би рекол, онаа превентива во делот каде што има дрвократство, тука може да се појават и пожари, затоа што тие се лутат кога ние ќе им згазнеме на вратот, би рекол, и ќе ги сопреме да си го прават онаа. Сака да ни покажат колку се мокни. Така, меѓутоа, јас не можам, јас често пати го кажувам ова, еве ќе ја земам пример депонијата Рачинова, значи бев таму лани неколку пати, гореше буквално со месеци. Помини пред Скопје, Петровец, Илинден, па и делот овде влезот во Скопје. Значи не се дишеше. Меѓутоа не само Петровец, само тоа Рачиново се гушеше. И сега јас на луѓето им викам, добро, дали не се свесни тие кои што ја запалија дека и тие се трујат, дека нивните роднини, нивните деца, претпоставам дека не дојдоа германци. Пожарот го подметнуваат некои кои што се локалци таму. И така натаму, значи сето ова е нешто кое што ги задира сите. И тука, еве, со нашата активност јавна, би рекол, ние мора да отвориме еден етер, или би рекол една заедничка платформа, заедно со сите граѓани, да направиме една заедничка група на одбрана за ова. Секој еден граѓанин кој што ги детектира човек, кој што се однесува несоодветно во природата, или ќе гледа дека ќе оди некаде, па можеби ќе запали, треба да алармира. Тоа е најбитното. Треба да алармира. Свеста, одговорноста на секој граѓанин поединец да биде на високо ниво и да пријави и да го видиме системот. А еве колку што гледам, ти даде едно броев до 10 примери, некаде 5-16 примера даде многу конкретни и многу добри, значи се дејствува. Ние веќе Некој пат работиме. има повеќе успех, Така. некој пак малку помалку, Ние веќе ама тоа е работиме. и нормално. Ние веќе работиме. Така. Инаку Сотир мене ми изненадува, оваа година ние сме месец мај и покрај тоа што март, април беа месеци со релативно средно високи температури. Така. Ние имавме голема бројка на пожари. Пожари, да. Меѓутоа ги Не санираме брзо дозволивте да потезно. букнат. Така. Тоа пратев. Така. Јас сум у годинки дана, затоа и не сега, пратам се. јас- Не памтам, пардон, ама ова пратев. Брзо Пред реагирате. 3 дена имавме вежби овде во ближина на Стенковец. Те молам, чекај. Едно од последните главни прашања, после на крај ќе ти изненадам нешто, што ќе те прашам и ќе ти кажам. Ај сега кажи ми оваа година како сте спремни. Не можеш да зборуваш само за македонски шуми. Еве ги спомна ти ЦУК, ДСЗ, дали сме и кадровски, и материјално, и технички, и финансиски веќе подобро организирани и координирани за да оваа година бидеме подобри на повисоко ниво. Ти кажам. Во што ја и па и не се сомнева. Повели. 24-та затекнавме тоа што затекнавме. Да. Ајде, да не се враќам, да не Заврши. политизирам. Граѓаните Да. тоа го видоа и го кажа своето на изборите. Се потрудивме,
помогна владата, неприкосновено. 25-та подобрување така, имавме. 25-та. Ние веќе покрај тоа што имавме огромни дупки и се уште ги имаме, се потрудивме да вложиме во средства, набавивме одредена бројка на одела кои што примарно мора да ги имаат нашите шумочувари кои што се првите на огнената линија. Оние возила кои што ги имаме во предпријатијата, добар дел од нив беа расипани, беа за сервис, ги сервисиравме, пумпи и така натаму и така натаму. Плата зимаат редовно, здравствено имаат и тоа е еден битен момент. Многу битен. И сметам дека Мотивирањето. Сметам дека ќе бидат Стимулирањето. Релативно повеќе и стимулирани и мотивирани. ДЗС од она кое што го видов пред некој ден, директорот Стојан Ченгелов беше на тема на денот на Сител, исто така кажа дека 3 авиони ќе бидат во функција, ќе имаме 4 пилоти, меѓутоа повторно би кажал, ниту една од пензија. Ниту една борбена, ниту една воздушна ескадрила не може да го реши пожарот ако немаме добра пешадија. Сега, општините гледам дека се релативно многу поагилни во однос на тоа што беа. И она кое што најмногу ме радува мене, и предпоставам дека токму нашата транспарентност, токму она кое што го покажавме на граѓаните, продуцираше да огромен број граѓани, пред се млади луѓе, се вклучуваат во формирање на доброволни противпожарни друштва. Тоа е новина и ви честитам да никнат... и за волонтерите што ги тренирате. Еве ќе ти кажам еден класичен пример кој што мене посебно ме радува затоа што јас претпоставам дека сум би рекол еден од пионерите за да се случи тоа. Повторно по трет пат го споменувам големиот пожар на Готен. Тој опасно се приближи до селата Ворадовишко, Покрајчево, Подареш, Јарголица, Злеово. Додека бевме над Злеово, најмалку енергија истрошивме таму затоа што имаше една група од 15 млади дечки од Злеово. Со мотори, со 4 цикли, млади деца. Јас не сум видел таква екипа, гасија невидено. Да. Тие деца, кога завршија пожарите, седнавме со нив да им се заблагодарам. Јас како човек, затоа што јас бев таму во име на државата и им се заблагодарив и им дадов идеја да формираме едно доброволно противпожарно друштво. Сега ги имаме 12 се на број, невидени дечки, не само таму. Го имаме ДППД Кочани, Бехчево, Дојран. Бев оној ден Свети Николи имате. Да не ги броја. Твој именјак само е. Значи, тоа е она кое што искрено... Кире Михајлов е тој. Искрено го немавме во минатото и сметам дека ќе биде огромен импут во справувањето со пожарите. И сега... Сега ще насмејам нешто. Полека се враќаме кон една многу ефикасна форма од оној систем каде што ја растев, тоа е цивилна заштита, да ти кажам. Браво, така. анимирате по разни области и мене ме радува тоа. Баш така, јас им кажав на дечките, еве земав збори, ова јавно го кажувам, ќе се потрудам сиот мој авторитет и она кое што го имам во општеството да го вложам за да на тие деца им помогнеме да им овозможиме, да ги облечеме, да ги направиме да личат на нешто, да можат кога ќе се појави пожар на еден телефонски повик да не бидат тука. Она што видов од медиуми, со Стојан што сум разговарал, на добар пат се да ти кажам, координирајте се, соработувајте и ајде, вечерва не зборе за политика, ма покажете разлика. Што велам ја, make a difference. Така, и би ти рекол дека граѓаните треба да бидат... Тука сега привршуваме, те молам, дај порака. Ова емисија, досега е една од наједукативни, ние не сме само информативен подкаст, ние сме и едукативен. Втората емисија со Дане, сега председател во Совет на град Скопје ни беше многу едукативна нова тема, слична тема екологија, и ова. Дај некоја порака убава за нашите граѓани, бидејќи ја колку гледам, пеколно лето не очекува, па ајде да видиме што ќе биде. Со оглед на тоа кратко, јасно, концизно. Така, со оглед на тоа што ова видовте ова пролет имаме зголемен број на врнежи, тоа ќе продуцира да тревата порасне, да биде повисока. Таа за кратко време од денеска ќе се исуши и ќе биде лесно
пренослив, горлив материјал на било каков оган од било каде. Да. Значи, граѓаните што треба? Граѓаните треба да бидат сериозно внимателни. Во никој случај да не палат оган на отворени доколку не се сигурни дека можат да го исконтролираат, макар биле во нивниот двор, макар биле во нивната викендица, макар биле било каде. Значи, да не палат оган затоа што, пак ќе кажам, секој е јак додека не бидне белја. После тоа веќе е џабе се. Да. Значи, не само тоа, доколку некој од нив увиди дека некаде има чат, да алармира што е можно побрзо, затоа што првиот и брз удар е најважен. Доколку навреме стигнат нашите екипи тамо, нема пожар кој што не можеме да го ставиме под контрола, а потоа и целосно елиминираме. Сега да ти кажам и само уште нешто. Не, слободно. За кратко, Слободно. од денеска ќе имаме една термокамера пред општина Чув Босилово. нешто. Сега Да, слушај го ова. чув нешто. Која што камера ќе детектира пожар во целата околија на сите 4 општини веднаш откако ќе се појави. Памет. Што значи, сега, еве ова што го зборам, доколку никој од граѓаните не го детектира или некој наш вработен нема, ние ќе имаме механизам да веднаш не алармира со порака дека на огражден таму и таму ќе ни прати локација, има појава на оган. Дали некој ловџи прават скаричка, дали некој сточар сака да се загрее, дали некој намерно ќе подметне, ние ќе го детектираме. И веднаш ќе пратиме екипа да утврдиме што е. Одлично. И Кеде, ова е тоа на кое што работиме во иднина. она што замислив, нешто го остваривме, мислам и повеќе го остваривме, да ти Не кажам знам, ти вечерва. Ретко вака конкретно изразување. Браво, продолжи така, ти тимот твој, твојата екипа, твојата институција, институциите со кои соработувате, ја ви посакувам се најдобро, помалку пожари и да сте успешни во работа. Сега ќе ти знаедам нешто. Ај сега кажи ми, ќе одеме ли на Црешијада? Ова приватно подкаст можеме слободно да збореме. Гледам тука некоја покана, 31 мај 26 година, не знаев дека си од Велјуса, дека потекнуваш од таму. Ја одамна се спремам да ги посетам манастирите два во двете села Велјуса и Водача. и Водача. Еве ми, иако на 30 мај има многу една јака активност, ќе ја кажам сега на крајот на емисијата, ја ќе преземам се да дојдам таму и не ветувам, ама ако успеам, ќе им биде кеф да видам, поготово што дел од моето семејство многу цреши јадат, ти кажам. Така убава покана сте дизајнирале, да. така убава покана сте направиле, што има голема традиција ова и ни сега почнувате. Прва ќе биде. На почеток. Така бев во Мелница на собирот на иселениците, ако Да да ти ја е кажам- Господ, ќе дојдам и овде. Да ти ја кажам замислата. Ајде, слободно, слободно. Велјуса е неразделна со Црешата. Ние имаме едно такво поднебје кое што Ова не сум знаел дека на на кое што вака да ти кажам за нашето Да. населено место, значи во Велјуса покрај Црешата имаме јаболка, круша, слива, праска, грозје, лубеница, Машала, диња, машала. бадем, орев, нема некој овошен вид кој што не останал. Меѓутоа, Црешата е приоритет. Ние, под она кое што јас неврзано како анализа сум го правил во изминативе неколку години, ние годишно произведуваме од 250 до 300 тона цреша. Сега. Браво. Што е она со кое што ние Браво. постојано сме се соочувале како проблем? Нема некој сериозен откуп, има некои групи кои што Ќе доаѓаат. дојде, не му се сеќа. Не, ја Ќе зимаат дојде. од таму луѓето, меѓутоа често пати се случува да би рекол ги навредуваат нашиве сограѓани кои што имаат насади на цреше, им ја зимат по релативно ефтина цена. Затоа што ете, нема можеби некоја конкуренција. Ова како идеја, јас верувам дека растело со повеќе генерации. Меѓутоа еве кај мене Созреало сега. Созреа и во 24-та година јас како Кири Михаилов во предизборната кампања јавно ветил? пред моите граѓани ја ветив. Браво, браво. Ја ветив дека ќе ја исполнам. Сега има да исполни. Сега, овој настан нема ни по точка разно да биде политички. Не ти Овој ни настан треба, зошто? ќе биде на целото село Велјуса и на градот Струмица. Ако Василево општина ја има празијадата, ако општина Новосело ја има костенијадата, ако општина Босилово ја има ајваријадата, општина Струмица ќе ја има најубавата црешијадата. Не само тоа, еве да ти кажам која е мојата идеја во однос на црешијадата. Оваа година ќе биде првиот традиционален настан Велјуса Црешијада 26-та. Ќе биде еднодневен настан на кој што ќе има најпрвин
презентација, изложба на цреши, се она кој што го имаме, сите оние кои што ќе дојдат, ќе можат да вкусат, да си пробаат, да си купат и не само тоа. Нашите домакинки ќе подготват секундарни производи од цреши во вид на мафини, пити, торти, се она кое што може со цреша и уште нешто друго како сладка од цреша, како сокови и така натаму. И сега што е она кое што е многу битно? Ние ово го пуштивме пред 10 дена. Јас веќе имам еден интересент кој што ми се јави и ми вели вака. Се што ќе произведете од цреша... Ќе видиш што ќе се јават, ќе видиш. Можеме да го Така откупиме. треба. Убаво сте го сега, дизајнирале. Да, меѓутоа знаеш она кое што јас ти тврдам дека ова ќе биде настан кој што ќе се одржува секоја година. Браво. Наредната година сметам дека ќе добијам поддршка и од Министерството за земјоделие, Ќе си бараш, и од ќе си сите. бараш. Сега, што е она кое што конкретно сакам да го направам? Велјуса, како и сите населени места во Македонија, за жал, ја фати белата чума. Огромна бројка од нашите млади се иселија. Селото е преполно со преубави големи куќи кои што се празни. Доаѓаат дечките еднаш, два пати годишно, по една, две, три недели и си одат. Сега, Жал. мојата тенденција е да од денеска за 2-3 години оваа црешијада прерасне во настан месец на црешата. Целиот месец мај да биде месец на црешата, со тоа што ќе се договорам лично со министерот за култура да ни организира одредени тури на туристи кои што ќе дојдат. Ќе ги сместиме во Велјуса или околу во Цар Самуил, каде и да е. Аби минјата се големи. Ќе ги однесеме, Велјуса и Водача. ќе ги Големи. однесеме во полето да вкусат природно зрели цреши од самото дрво. Ќе им направиме секундарни производи. Етнотуризам. Тоа е тоа што, значи сега Браво. чепнавме. Јас ти посакувам тоа што си замислил да реализираш. Ќе се потрудам да сум на првата средба. Не ветувам, а ќе се потрудам. Да искористам прилика, ќе се збогуваме за 2-3 минутки. Да искористам прилика, бидејќи ќе немам емисија до тогаш, да ви презентирам покана за отварање на обновениот спомен дом на Разловечкото востание, 150 години Разловечко востание. Ќе го дам во камера, ама и на дечките ќе им го дам во графика, ќе ви го дадат, драги гледачи. Зошто го правам ова? Ја не сум организатор на ова конзервативниот закон, Институтот за конзервација на Македонија заедно со Министерството за култура и така таму и владата го прават. Докажуваме и покажуваме дека нашата државност темелите се ударени пред 150 години, а некако некој што сака да каже, кога тој сака да каже и да посочи, тоа е нашето прво поголемо, иако било помало восстание од македонското и од илинденското, ама првото поголемо организирано восстание, Разловечко восстание, Димитар Поп Георгиев Беровски водачот, Поп Стојан водач, негов дедо, татко на неговата сопруга, први македонци кои продале имот да купат оружје и да дигнат восстание, и први луѓе кои удриле темелите на македонската државност, која се надоградила со македонското кресненско восстание 2 години подоцна, која најјаките темели се удрени со Илинденската епопеја, Илинденското восстание, Крушевската република, а за Асном и да не зборуваме, тогаш е и крајната битка извојувана преку НОБ и Асном. Јас сум во контакт со овие луѓе, со градоначалникот од Делчево, со луѓето од Разловци, ве поканувам на прослава 18 и 19 и да бидеме сите заедно организирани, да славиме нашата државност која датира многу одамна, а да не збориме за државноста ептен од минатото, него еве тука некаде во 19-тиот век. Кире, јас ти благодарам, значи нашата познанство лично и дружба се брои со денови. Јас ти благодарам на гостувањето и јас ти тврдам нема да биде последно. Ќе најдеме ние простори за друга соработка. Не случајно ти ова е, знаеш, покрај службеното кој завршивме, ова е приватна работа, ама и не е приватна работа цешијадата. Ти си ентузијаста кој создаваш нов бренд, а златен мој, јас сум брендолог кој напишал 5 книги за брендови и 1 толковник. Вечерва само едно книжуле мало, Вселена на брендови,
кој токму овде има показатели бренд кампањи, како се создава бренд, државен, на град, на предмет, на ивент, на настан, и ќе видиш многу ќе ти користи. Во нашата следна средба, кога ќе пиеме кафе многу скоро, ќе го добиеш и толковникот и останатите книги, и можеби заедно, пробоно, без наплаќање, без било шо, ќе одиме во брендирање на твојот ивент, за кој тврдам дека е многу битен, бидејќи црешата е битен продукт од нашата, сега се враќаме на основната тема, мајка природа во Македонија. Природата дала големо богатство, не само шумите, значи не е само црешата од Охрид, него сега и црешата од Велјуса. Тоа ми беше целта да ти кажам. Благодарам. Повели за Книжулево, другите ќе ги добиеш во некоја друга прилика. Пред да се одјавам, Ајде. уште две работи. Ајде, словно. Го спомена настанот во Делчево, дел од историјата. Јас морам да кажам дека Македонија е земјата која што ја имало пишано и во Библијата. Па да, на 28 места сме спомнати. Браво. Тврдам дека Да. Македонија ќе постои се додека грее сонцето. Така. И уште една работа со која што јас сега на крајот ќе Кажи. ти изненадам. Ајде. Ми даде книга, ти благодарам. Еве да Тоа е само почеток, ќе добиеш да мој. те изненадам и тебе и гледачите, Да. затоа што голем дел ова не го знаат, и јас имам издадено една книга. Ајде. Збирка поезија Повели, кажи. 2001 година. Што збориш бе за поезија за бе? Човекот Божји дар се вика книгата. Браво. Ај, Да. човекот Божи дар. Браво. Книгата Се е дружиме со поети големи, да ти кажам. Па, еве, не Значи си еве и знам. со тебе ќе се дружиме. Со Раде Силјан, со да не ти ги зборам. Ова ти го со канал чував, поети. ова ти го чував на самиот На крај крај, да ти го да. кажам, за да не ме потпрашаш, да остане А, енигма за за некое друг наредно пат. гостување. Кире, уште еднаш благодарна да се ми жив и здрав, со позитивна енергија, со елам, продолжете, тимски работете, на прав пат се народот го гледа, тоа ќе го награди. Така. Поштени гледачи, вечера завршуваме, да сте ми живи и здрави, се надевам бевме интересни, ама и нешто повеќе бевме поучни, благодарејќи на Кире Микелов. Довидување до следниот петок.